Добар ден од студиото на Слободен печат. Продолжуваме со нашата програма. Со мене во студиото е Орце Симов, професор и председател на IT комората при Сојузот на стопански комори. Во денешно време IT секторот е и придобивка, меѓутоа и цел на различити измами. Но ќе почнеме со една промоција на книга на професорот Симов, а тоа е моделирање и компјутерска симулација на генетски регулаторни мрежи. Ова е во оној контекст како да искористиме придобивките на компјутеризацијата. Ја би ве замолила едно ваше кусо представување на вашата нова книга, за кого е наменета и на кого може да му служи. Добар ден и благодарам на поканата. Во книгата се обработуваат теми од областта на биоинформатиката, на компјутерските науки и генетскиот инженеринг. Во клетките се обработуваат многу информации, нешто слично како кај компјутерите, и биоинформатиката е интересна интердисциплинарно поле во кое што се спојуваат биологијата, информатиката, математиката, физиката, хемијата, и биоинформатиката како наука прибира, обработува и складира биолошки информации. Во една клетка има ДНК молекули во кои што се запишани сите информации како таа клетка да функционира. Таа е поделена на фрагменти, така наречени гени, и секој ген представува информација како да се изгради одреден протеин. А протеините се работни молекули во клетката, односно роботи кои што извршуваат одредени активности во таа клетка за да истата оптимално функционира во околината во која се наоѓа. Например, да земеме меѓу наједноставните организми, едноклеточни организми бактерии, например бактеријата Ешерихија коли, таа има ДНК молекула во која што има околу 400 гени, значи таа знае да изгради 400 протеини. И во зависност од тоа во какви услови се наоѓа клетката, таа гради одреден протеин, односно троши енергија и аминокиселини со кои што ќе изгради одреден протеин кој што ќе ја овозможи во тие услови клетката најдобро да функционира. Например, клетката се наоѓа во околина богата со некој шеќер, гликоза или арабиноза, таа ќе го изгради точно тој протеин што го разградува тој шеќер за да ја обезбеди енергија за функционирање. Или бактеријата се наоѓа во околина со висока температура, ниска температура, со голема влага, во некоја сува околина и така натаму. Таа го произведува точно тој протеин кој што ја обезбедува најдобро опстојување во тој момент. Тоа го прават тие така наречени, има некакви механизми што управуваат, они точно врз база на некаква логика точно утврдуваат кој протеин да го направат, кој да не го направат, и со тоа овозможуваат оптимално преживување и функционирање на клетката. Во таа книга јас се занимавам со таа прилично тесна област. Тоа се генетски регулаторни мрежи. Таму се обработуваат математички модели, некои модели јас сум ги предложил, и тие математички модели врз база на тоа што се случува во околината, какви се условите, они одлучуваат, управуваат кој ген ќе биде експресиран, односно кој ген ќе биде претворен во протеин за да може одредена клетка најдобро да функционира во тој момент. Дали во медицината ќе може тоа понатака да се имплементира, да се користи? Генетскиот инженеринг помага доста во медицината, тој во иднина многу повеќе ќе помага за пронаоѓање на лекови кои што подобро третираат одредени болести, за лечење на одредени ситуации. Еве сега најновите вакцини беа базирани на месенџер РНА молекули против ковидот. Така што со примена на генетски инженеринг ќе можат да се утврдат за испитување на информациите што се запишани во ДНК молекулата и предиспозиции за одредени болести, па на време да се превземат одредени превентивни активности за да не дојде до тие болести, потоа да се превенираат одредени болести, да се пронајде лек кој што подобро ќе третира и така натаму. Примената е голема. Така. И ќе го олесни животот на човек потонатаму и ќе го зголеми животниот век. Имате контакти, да кажам, со лекари, дали еве оваа книга нешто и нив ќе им помогне, нешто да развијат? Таа книга е од областа на биоинформатиката, што дава одредени насоки, така што интересна е за лица кои што планираат понатаму да се усовршуваат, да ги проучуваат
таа област, ја таму сум предложил и кои се понатамошни правци на истражување што може други истражувачи да ги прават. Сега кај нас во Македонија нема многу лаборатории кои што се занимаваат со оваа област. Тоа треба да имаме поголеми финансии во науката, да има истражувачи што ќе работат во овие сфери. На времето доста со тоа се занимаваше академик Ефремов во лабораторијата за генетски инженеринг во МАНУ и таму таа лабораторија 80-тите, 90-тите години од минатиот век, па и почетокот на овој век беше многу напредна, со многу напредни, меѓутоа кај нас недостасуваат за вакви работи финансии во науката. Ние од нашиот буџет само 0,18% се финансираат во наука, тоа е 20 пати помалку отколку развиените земји, кај што околу над 3% е финансирањето за наука, и дополнително е тоа што немаме големи фармацевски субјекти кои што би финансирале во вакви истражувања за да може да ги употребат понатаму при развој на нови фармацевски материјали, молекули и така натаму. За жал сега ќе се префрлиме на грдото лице на компјутеризацијата, дигитализацијата, кибернетиката. Еве веќе имаме една информација за напад на системот на Министерство за одбрана, дури и некоја порака од хакери која што ја пренесоа на меѓународно ниво, според кое што во кое што они велат дека е нападната и Министерството за одбрана и вела дека сите внатрешни и надворешни мрежи на ова министерство се срушени, го хакиравме системот, го користиме, ги следиме пратките за испорака, за нивни ресурси, дури се спомиња како е движење, што имаме оружје и така. Натаму барем така се вели во тоа соопштение што дури се најде и во регионот, не само кај нас, него и во регионот се пренесе, што се однесува на Министерството за одбрана. Можно ли е, зошто така се случува и дали имате вие некој, како би можеле да го протолкувате сега со знанија, сигурно не, меѓутоа да како може да се протолкува? Тоа е најнов напад за кој што денес се објавени информации. Јас сум зборувал во повеќе наврати, согледани се тие состојби што ги има со IT системите во државните институции, имам предложени предлози како тие состојби да се надминат, да се формира дигитална агенција, да се направи државен дата центар, во него да се сместат сите информациони системи за сите државни институции. Во моментот ние имаме околу 1350 државни институции, над 150 локални институции на локалната самоуправа. И сите тие, за да функционираат, имаат своји информациони системи, свој систем сали во кој што е сместен хардвер, мрежна опрема, софтвер и така натаму. Тоа е неоптимално да се градат 1500 посебни систем сали и е неодржливо, затоа што нема IT лица, односно не може секоја институција да вработи соодветен број на IT лица, да ги одржува тие IT системи, да ги брани од сајбер напади, да ги надгледува, да мониторира што се случува, да ги надградува и така натаму, затоа што државните институции работат една смена, понатаму саботи, недели, празници не се работи, а IT системите се вклучени и тие се, бидејќи се веќе отворени и се извадени на интернет, тие се мета на напад од било која точка на земјината топка. Недостиг на IT кадар во сите државни институции има и тоа е веќе општо познато. Платите во приватниот сектор се многу повисоки, државниот сектор не дава компетитивни плати со приватниот сектор и многу лица што работеа во IT кадри, IT секторите на државните институции ги напуштија и отидоа да работат во приватни фирми кои што ги продаваат производите и услугите на светскиот пазар и платите таму се многу повисоки. Значи останати се IT сектори кои што имаат многу мал број на вработени. Тие немаат капацитети ниту да ги надградуваат системските софтвери, оперативни системи, бази на податоци, апликацијски сервери, софтвери и така натаму. Тие се со застарени верзии, бидејќи имаат застарени верзии за нив на интернет, се објавени голем број на грешки и пропусти кои што овозможуваат да бидат нападнати. И тоа тие информации ги користат хакерите и нашите информациони системи на државните институции стануваат лесна мета на хакери од било која точка на земјината топка. Тука многу напади може да се извршат
напади кои што водат до загуба на податоци, криптирање на податоци за да се добие одреден откуп, потоа оневозможување на функционирање на IT системот на државната институција долг временски период и оптимално решение за државните институции е да се формира дигитална агенција и да се направи државен дата центар. Во тој државен дата центар ќе биде поставена најмодерна хардверска инфраструктура, мрежна инфраструктура, системски софтвер, софтвери за виртуализација, оперативни системи, бази на податоци. Ќе има виртуализација, сите луѓе што се останати во IT секторите во државните институции нема да бидат вработени во тие државни институции, туку ќе бидат вработени во таа дигитална агенција која ќе ги обслужува сите институции од информатичка гледна точка и на тој начин на едно место ќе концентрираме поголем број на луѓе што знаат Windows оперативни системи, Linux, мрежи, бази на податоци, cyber security и така натаму. Тие ќе можат да работат и во неколку смени, да бидат поделени, да мониторираат во смисла на напади, дали од одредени IP адреси се напаѓа некој информационен систем. Ако се вршат напади, да ги исклучат тие IP адреси, да ги надградуваат софтверите, да се прават бекапи на серверите, на системите, на базите на податоци. Веројатно тоа ќе биде и поевтино решение отколку да се плаќаат откупи, затоа што државата не кажува јавно кога и дали платила откуп, меѓутоа многу често има некои напади кои што сугерираат дека веројатно можеби такво нешто ни се случило. Да, тоа ќе биде и поевтино и порационално решение и во смисла на финансиски средства, затоа што ние сега за секоја институција на државно, на централно или на локално ниво мора да купуваме мрежна инфраструктура и хардвер, сервери. Тие сервери, бидејќи некои институции се многу мали, тие се искористени под 10%, само неколку проценти се користат од нивните компјутерски ресурси. А се плаќа и мора да го има, работи 24 часа, троши електрична енергија, се расипуваат одредени компоненти, треба да се заменат и така натаму. Ако сето тоа се лоцира во еден државен дата центар, може да се направи виртуализација. На еден сервер да се извршуваат виртуелни машини кои што представуваат сервери за различни институции. Тоа има многу предности. Прво, искористеноста на хардверот е многу поголем. Дополнително, бекапот на машините се прави многу поедноставно. Целиот еден сервер, он е снимен во еден или во неколку фајлови. И ние за да направиме бекап на тоа, се бекапираат само неколку фајла. И доколку дојде до некакво нефункционирање, напад на таа машина, ние може само да копираме неколку фајла и за многу краток временски период повторно да го ставиме во функција тој сервер. Инаку, треба да го инсталираме од ново оперативен систем, па треба да се подесува тој оперативен систем, па треба да се инсталираат на него бази на податоци, апликацијски сервери, програми и така натаму. И сето тоа одзима многу и многу време, а во овој случај бекапот се прави само од еден фајл. Значи, бројот на предности е огромен, тој дата центар би имал и репликацијски disaster recovery центри, дата центри други кои што би ја презеле работата доколку со тој примарниот би се случила некаква елементарна непогода, земјотрес, пожар, поплава или било каква друга елементарна непогодност, така што тоа што ние треба да го направиме во иднина е државен дата центар и дигитална агенција што ќе го обслужува. Сега малку ќе се свртиме кон граѓаните. Ние сме сведоци на повеќе видови различити, да кажам, напади што се случуваат. Бевме сведоци дека многумина велат ништо не сум нарачал, добивам од пошта известување дека нешто ми е стигнато. Уште полошо што многумина нарачуваат, па навистина мислат дека им е стигнато, па таму некаде ги води на некој линк и сега зависи кој колку едуциран или како да кажам, некој го стиска линкот, па си прави проблеми, внесува податоци. Тоа е едно. Па со телекомуникациите имаме јавувања од странство, кој крене, кој не крене, дали е тоа опасно или не. Ајде вие ги следите тие појави, па вака малку да ги разјасниме. Кои се најчестите прво видови на напади, па после ќе зборуваме како најлесно да се заштитиме и што да правиме. Интернет мрежата стана доста популарна, особено после воведување на World Wide Web сервисот и после негово представување од 1989 година. И се развија многу сервиси кои што го олеснуваат животот на човекот. Ние сега можеме да купуваме преку интернет, можеме да плаќаме преку интернет,
може да комуницираме на начини кои што претходно не биде замислени, да се гледаме со наши роднини, пријатели, со преку видео повици на далечина, да пишуваме пораки, да има социјални мрежи каде што сме поврзани со многу наши пријатели, да објавуваме што се случува во нашиот живот и така натаму. И сето тоа дава голем комфор, олеснува многу аспекти од нашиот живот, меѓутоа секоја позитивна страна има и своји негативности. Негативностите се овие напади, сајбер напади, кои што можат да доведат до загуба на податоци, до злоупотреба на наши податоци и до финансиски загуби. Кога се зборува за безбедност, тука ние треба да разликуваме безбедност на државни институции, на приватни компании и организации и на физички лица. Има голем број на напади сега во моментот се можни, разни типови на напади. Кај физичките лица, да речеме, едни од најизрезаните напади се ransomware нападите, кои што ги има и кај сите други, и кај државни институции се јавуваат, и кај приватни организации. Понатаму ова што го спомнавте вие. Тоа се значи оние што зборувавме, што барат фактички откуп, нешто. Да. Ransomware, тоа е ransom, значи преведено на македонски откуп, тоа е софтвер кој што ги криптира вашите податоци и потоа за да ги декриптираат податоците ви бараат да платите одреден откуп, кој што најчесто се плаќа во некоја криптовалута за да не може да се дознае, да се најде трагата и да се дознае кој е тој што го бара откупот. Така што овој вид на напад се случува и кај сите тие типови на институции кои што ги спомнавме, па и кај граѓани. Други видови на напади се тоа што го спомнавте вие, тие се познати во сајбер безбедноста како фишинг или смишинг. Ви доаѓа например одредена имејл порака во која што ве информираат дека доколку во рок од 24 часа например не го потврдите вашиот акаунт на Yahoo или на Google или на Facebook или на било која друга социјална мрежа, тој ќе биде укинат и така натаму има еден линк кај што тоа треба да го потврдите. И доколку кликнете на тој линк, ќе ве однесе на некоја друга страна кај што ќе ви ги побара вашите податоци за најавување на тој одреден сервис. И на тој начин напаѓачот може да дојде до вашиот акаунт. Кој е юзернејмот и кој е пасвордот за користење на тој сервис. Граѓаните треба да ги препознаваат тие така наречени URL, тоа е Uniform Resource Locator. Тоа се адресите кои што ги гледаме во браузерот кога сурфаме. Например, ние ако отвориме некој браузер Chrome или Firefox, пишуваме горе некоја адреса, да речеме google.com или time.mk или večer.mk и така натаму. И се отвара таа веб страна. Ние ако ни бара некој да го потврдиме нашиот акаунт на прво нема да бара никој да потврдуваме акаунти, меѓутоа граѓаните треба да ги гледаат URL-ата кои што се отвараат. Или овој смишинг што го спомнавте, на многу луѓе им доаѓаат SMS пораки дека е стигнат некаков пакет преку пошта и дека тие треба да го отворат тој линк и таму им се бара да внесуваат некакви податоци. И сега тука се напаѓачите одат на варијанта дека многу луѓе купуваат нешто преку интернет и многу луѓе очекуваат да им дојде нешто. И си викаат, еве, стигнало тоа што го очекувам, му стига пораката, клика он на тој линк и таму му се бара да пополнува некакви податоци. Тоа тука мора да се препознава тој URL. Ако од пошта ви праќаат дека прво нема да пратат, нема такво нешто, меѓутоа треба да се разликува и Uniform Resource Locatorот, адресата. Не може некој да ви бара од македонска пошта да пополнувате некакви податоци, а доменот што се отворил преку таа SMS порака е некаков сосема друг домен со друго име и во друга држава која што нема врска со Македонија. Сите домени во Македонија има топ левел домен, на највисоко country топ левел домен, што завршува на .mk. Значи сите државни институции, нивните домени завршуваат на .mk, не може да биде нешто LY или нешто друго. Прво мора да се гледа тие домени и дали тие домени се да се препознаваат адресите што се отвараат и дали нивните имиња се валидни. Не треба да се подлегнува на такви SMS пораки, имејл пораки и така натаму. Многу, да речеме, поопасни форми на напади се така наречен DNS спуфинг. Тоа значи дека напаѓачот може да ја смени IP адресата на DNS системот. DNS е Domain Name System, затоа што компјутерите комуницираат преку IP адреси, а луѓето користат имиња на домени. И доколку некој
некој може да ве пренасочи, да речеме, доколку користите некоја јавна мрежа, јавна Wi-Fi мрежа или друга јавна мрежа и вие таму се најавувате на вашиот акаунт во банка или на Google или на Facebook или на било која социјална мрежа, може да бидете пренасочени на сајт што изгледа исто така како сајтот на банката. Меѓутоа не е тој. Вие кога дури да го внесете правилниот Uniform Resource Locator, правото име на банката или на сервисот, DNS-от ќе ве упати, он го претвара името на URL-то во IP адрес. Ако компјутерите комуницираат преку IP адреси. И он ќе ве упати на друга, на погрешна IP адреса, кај што ќе ви се сервира истата страна. Хакерите ја изработуваат истата лажна страна на друг сервер се хостира и ве упатуваат на таа страна. И вие таму го внесувате вашиот юзернейм и пасворд, пошто се изгледа нормално и они на тој начин го добиваат и потоа ќе ви се појави порака дека не ви е точен юзернейм и пасворд, треба да го внесете уште еднаш и ве упатуваат, ве редиректираат на вистинската страна. И вие го внесувате уште еднаш и се изгледа нормално. Ви работи страната и така натаму, меѓутоа тие го добиле вашиот акаунт за пристап до системот. И тука заштита е да се користи two-factor authentication или двојна автентикација. Да се подеси да се користи двојна автентикација при најава на одреден систем, покрај внесување на юзернеймот и пасвордот, доколку е можно да ви стига и SMS порака во која што има најчесто 6 цифрен број што треба да го внесете, или пак има аутентикатор програми кои што може да ги инсталирате на вашиот мобилен телефон и тие генерираат 600 цифрен број секои 30 секунди за одреден сервис. Така што некој да го добие юзернеймот и пасвордот на некаков неовластен начин, таа two-factor authentication ќе го спаси корисникот во тој момент, бидејќи тој 600 цифрен број се менува на 30 секунди и само тој преку неговиот мобилен телефон, преку таа аутентикатор апликација ќе го знае тој број. Тоа е она, значи, преку електронско банкарство што добиваме да внесеме SMS порака со бројче што за да добиеме. Да, така. Нели. Значи, за да исто така други препораки за граѓаните се да прават бекапи на нивните важни податоци. Тоа што го имаат важно на компјутерот да го чуваат евентуално на некој друг компјутер или на некаков хард диск. Граѓаните имаат важни податоци во смисла на слики од нивниот живот, нивните деца, родители и така натаму, родендени, видео, фајлови. Може да имаат некакви документи, магистерски трудови, дипломски трудови, докторски трудови, било какви документи. Тоа е добро да се чува на некаков екстерен хард диск и на тој компјутер на кој што се користи да не се отвараат сомнителни веб-сајтови, да не се на кој што има и важни податоци и важни програми, да не се инсталираат игри, пиратски игри кои што за да почнат да работат користат некакви кракови, затоа што голема е веројатноста во тие кракови да има и така наречени тројански коњи. Тоа се програми кои што овозможуваат напаѓачот од страна да пристапи до вашиот компјутер, до вашите податоци, па дури и потоа да ги криптира податоците и да ви побара некаков откуп. Значи на компјутер на кој што има важни работи, да не се користи пиратски софтвер, да не се инсталираат игри со кракови, да не се симнуваат филмови преку торенти, затоа што може да се симнат и малициозни софтвери кои што можат да направат многу штети. Значи, како што рековме, да се прават бекапи на податоци. Понатаму, да се препознаваат извршни атачменти. Например, ние на имејлот ни стигне некаков атачмент од некое непознато лице. Прво, ако лицето ни е непознато, граѓаните не треба да ги отвараат тие атачменти и друго, треба да препознаваат дали во нив има некоја извршна програма. Например, некој може да ви го пишува, еве го документот што го баравте и тој има име, некој име .pdf.exe да речеме. Тоа е извршна програма. А екстензијата прво наведува дека се работи за PDF документ, а всушност се работи за извршна програма. Треба да се познаваат и да се знаат екстензиите на извршните програми. Тоа се BAT, EXE, MSI и така натаму. И доколку отвориме таков некој атачмент, тој ќе инсталира некаква малициозна програма, што понатаму може да ја наруши безбедноста на нашиот компјутер, односно нашиот информационен систем и да предизвика најразновидни штети. Вака го слушаме доста страшно звучи, меѓутоа не би сакале нели да ги уплашиме гледачите, затоа што треба едноставно внимателност, меѓутоа
како што зборувавме пред да влеземе, во се има нели опасност. Да. Овие сервиси многу го олеснуваат животот на човекот, на граѓаните. Тие треба да ги користат сите тие сервиси, сите тие погодности што ги дава сајбер просторот, меѓутоа треба да бидат внимателни. Значи, како што препорачавме некои препораки. Друго, да имаат антивирусни програми кои што се ажурирани и апдейтирани. Например, доколку користат Windows, таму има програма Windows Security. Таа треба да биде активирана, фајерволот на Windows треба да биде активиран, да биде ажуриран, да симнува најнови антивирусни дефиниции. Понатаму, доколку имаат можност, можат и да купат некоја платена антивирусна програма. Тие чинат неколку, не се многу скапи. 1000-2000 денари, например, може да биде цената за една година и таа да ги штити од некакви напади. Сето да бидеме посигурни. Да, сето тоа да бидеме посигурни. Симо, ви благодарам што бевте денеска гости. Ние навистина ова е тема на која што повторно ќе се навратиме, затоа што мислам дека им треба и повеќе едукација на граѓаните, да се чувствуваат побезбедни, а денеска е времето кога тие што крадат информации, секогаш и они ќе стануваат помудри, ќе ги учат. Да, така е. Така е. Вештачката интелигенција исто така ќе дополнително ни го олесни животот од една страна, а од друга страна исто ќе придонесе до појава на разновидни видови на напади, но во друга прилика може и повеќе да... Тоа е сигурно една цела нова тема што ќе се наметне. Уште еднаш ви благодарам, Симов, што бевте гостин со нас, а ние продолжуваме со нашата програма.